Денес колегите пратеници од ВМРО ДПМН и ДУИ, цврста коалиција, особено кога станува збор за носење на вакви антиуставни дискриминаторски закони, ќе мора со себе да ја поносат и одговорноста за рушење на една обштествена дејност како што е вештачењето. Нималку се наивни ваквите измени. И ќе повторам и ќе ги квалификувам. Дискриминаторски, антиуставни, се руши слободата и слободната конкуренција на пазар, што патем речено е една од темелните вредности на нашиот устав. Буквално се рушат уставните права, кои се веќе еднаш стекнати со поинаква законска регулатива и се разбира, како и секаде на сите нивоа, се форсира судирот на интерес. Точка. Денес вие ќе гласате таков закон. Зошто ќе го гласате, јасно е, бидејќи стручниот наод и мислење, изготвен од лиценциран вештак, согласно новите одредби на Законот за кривична постапка, не представува веќе само инструмент во доказната постапка во било кој спор, граѓански или кривичен, туку напротив, овој стручен наод ќе биде буквално доказ во судска постапка. И тука стапува на сила перфидната идеја како да се заштити криминалот во јавните органи и институции. Денес господјата заменик министер повторно ќе одмолчи дека природата на овие измени значи сите државни органи и јавни институции кога ќе имаат потреба, се разбира во случај на спор, да побараат вештачење на било кое ниво, тоа ќе мора да го направат преку државниот орган, Бирото за судски вештачења, на кој господјата Бришковска-Бошковски е надреден шеф. И тоа се вика еклатантен судир на интерес. Сами ќе си се судат, односно сами ќе си ги затскриваат податоците за криминал и корупција во јавниот сектор. И тука немајте дилема. Бидејќи не постои систем што ќе оправда дека сите државни органи и јавни институции на државно или локално ниво ќе имаат обврска сега да побараат услуги за вештачење од Бирото, од државниот орган, во состав на Министерството за правда. Сите досегашни над 160 лиценцирани вештаци ќе останат без работа. Зошто? Заради тоа што Министерството за правда напишало, па заради да се намалат трошоците и без постапка на спроведување на јавна набавка, односно отварање на тендер, на кој ќе може безмалку да конкурираат за да го добијат тој бизнис и приватните вештаци, и приватните фирми кои се регистрирани за вршење на таква дејност, но и високошколските образовни институции ќе бидат оставени без леп, односно не ќе можат да вештачат во било кој случај на спор кога станува збор за јавно предпријатие, државен орган на централно или локално ниво. Знаете како се вика ова? Ова е сосема спротивно, како што констатирав, на Закон за јавни набавки и во комплетна колизија со Законот за заштита на конкуренција. Господа пратеници, никој не ве овластил на било какви наместени или слободни избори да гласате закони што се во колизија со постоечки законски решенија, а зад кои се крие намера да се сокрива криминалот и да се уништуваат доказите. И за тоа најавувам дека некој ќе понесе одговорност. Втора крупна тема. Вие ќе мора да дадете одговор како со невидена леснотија ќе ги одземете стекнатите права на досегашните вештаци. Секој од нив поседува подпишана државна лиценца, подпишана од Михајло Маневски, бившиот министер за правда од редовите на ВМРО ДПМН, сегашен нивен советник, да не заборавам, со нов мандат. Сега вие велите, тоа не важи. Секој што досега веќе еднаш докажал дека поседува знаење и компетенции за вршење на
на вештачење, сега однапред пред повторните државни органи со изменета процедура наново ќе треба да влезе во трката за обезбедување на истиот документ, на лиценца за вештачи. Затоа не очекувајте поддршка и мислам дека имавме сериозна и долга дебата. Ама јас сакам во овој случај и да проговорам за она што се обидовме преку амандманска измена да го спроведиме, да ја заштитиме уставност, да го заштитиме правниот поредок и систем во кој паралелно функционираат повеќе закони кои не смеат да бидат во колизија. Ама најмногу од се, вие ќе мора да дадете одговор како е тоа можно во Бирото за судски вештачења, во кои колешката Павловска Данева на комисиската расправа кажа дека се вработени само 5 лица, да можат да субституираат потреба од вештачење на сите државни јавни органи и институции. Како тоа ќе биде постигнато? Тоа предпоставувам одговорот лежи во... Или пак во партиските штабови ќе се пишат и однапред изготвени божем стручни, а во реалноста партиски наоди, кои при тоа ќе се доставуваат како доказна постапка во било кое судско рочиште, граѓанско или кривично. И затоа високообразовните установи, кои досега беа буквално со законот од 2006 патем речено, за кои дадовме поддршка која се носеше и кои инсистираше на слободна конкуренција на пазар. Па освен вработените магистри и доктори на науки на овие високошколски образовни институции, право да без лиценца можат да вештачат, го имаја, се разбира, и занаетчиите и луѓето кои освен лиценца поседува соодветни компетенции. Сега, во вашиот комплетно партизиран систем, ќе му овозможите на сите со 5-годишно работно искуство во органите на државна управа и институции, или подобро читај да бидам попрецизна, сите вработени од 2008 наваму, ќе можете преку ноќ, без постапка да ги обезбедите со лиценца за да вршат вештачи. Дополнителна партизација на јонака партизираниот комплетен општествен систем. А целта, повторно ќе кажам, да се сокрие еклатантниот случај на невиден грабеж и народна плячка на јавни средства на сите ниво. Затоа ќе скратам и очекувам одговор, но бидејќи Маневски, да ве подсетам, веќе промовираше дека секое молчење на администрацијата значи одобрување, ова ќе го сватам дека конечно одмолчувате и одобрувате, дека навистина се работи за законско решение во колизија со постоечкиот закон за јавни набавки, во спротивност на законот за судир на интереси, каде што државните органи ќе го имат ексклузивното право да вршат контрола и вештачење, давање на стручни наоди сами меѓу себе. Со ова еклатантно се руши системот на квалитет на областа вештачење. Се руши еден систем кој години наназад со заедничко донесено законско решение сме се обидувале да го изградиме. Затоа ќе завршам со реченицата. Вие може уште известно време да се обидувате, да ги масакрирате законите и спротивно на уставните одредби да носите закони со цел да се прикрива криминалот и корупцијата во јавните служби. Но тоа не може да трае до недоглед. Денот, кога и да е ќе дојде. Ве убедувам дека и оние што вршеле криминал и корупција, но и оние што со свое гласање во парламентот а минувале измени на законот за тоа да го овозможат, ќе бидат прогласени, ако ништо друго, за учесници во прикривање на досега најголемиот грабеж на јавни средства по Република Македонија. Господин Китанос Хилија има реплика. Повелете. Благодарам, почитувам председателе. Колешке Вендеска, наистина
Не знам дали за истиот закон зборуваме, за законот за вештачење, така го гледавме на Комисија за политички системи. Не знам кој црн криминал во тој закон вие видовте и сега ве слушам и не можам да верувам дали за тој закон зборувате. Со законот, со измените и дополнувањата на законот за вештачење се овозможува, се дава приоритет на поранешното биро за судски вештачења, на Државното биро за судски вештачења, да државните органи, кога имаат спор, дали меѓу себе, дали со други правни лица, да ги користат услугите на Бирото за судски вештачења. И што е тука криминално и што ќе покрива Бирото за судски вештачења ако биде тоа задолжено да биде задолжително вештак во споровите на државните институции. Како што јавното правобранителство задолжително е така наречен адвокат на државните институции при нивните спорови. И овде е некоја слична аналогија на тоа и никој досега за тоа ни рекол дека ни помислил, нити имало нешто во јавност дека некаков криминал. На кој начин имал криминал и на кој начин ќе го создава тој криминал или ќе го покрива Бирото за судски вештачења. Она што втората поента на вашето излагање, дека со тоа ќе изгубат досегашните судски вештаци, може би дел од да речем можноста на пазарот за нивното работење ќе изгубат затоа што државните институции ќе ги користат услугите на Бирото за судски вештачења. Секогаш во судските спорови има две страни. Значи, тие вештаци ќе имаат работа и тоа како, затоа што ако државните институции водат спор со било кого, сигурно водат спорови со други правни лица. И таму тие ќе можат да ги понудат своите услуги нормално и да воопшто нема да се чувствуваат, нити суштински да бидат загрозени. Значи, не гледам логика, а сите добро знаат, значи оние луѓе кои што се малку упатени во оваа работа, дека било кој човек и граѓанин, кога имал било каков спор од сообраќајка до било каков спор, секогаш барал, инсистирал и Бирото за судски вештачења навистина секогаш имало и најквалитетни и најреални вештачења, настрана фактот што на овој начин дури, еве, ако сакате, ако зборуваме за корупција или за спречување на корупцијата, се намалува можноста државните органи да евентуално ги изигруваат постапките и се договараат со приватните судски вештаци и да со нив договараат суми кои што се несоодветни и така натаму. Овде не ќе може тоа да го прават, бидејќи ќе го прават со државен орган. И наистина не можам да сватам каде тука има или имало или ќе се покрива некаков криминал. Госпоѓа Вендеска Весна има контрреплика. А што е тоа што не може да сватите? Дека јавните институции и предпријатија ќе мора, доколку им треба стручен наод, вешт наод, тоа да го побарат од уште еден државен орган и во случај кога спротивставена страна ќе биде приватниот пак ќе мора, бидејќи бирото ќе биде обземено со една крупна навистина материја за вештачење, па тие со приватните вештаци. Значи имаме паралелен двоен систем. Државните органи ќе си бидат на државно ниво од собствени, затоа ви велам дека тоа се вика судир на интерес. Судир на интерес. А приватните фирми и граѓани што да прават, ќе мора да се јавуваат кај приватните вештаци. Само едно заборавате. Не можете да му убедите дека 5 вработени во државниот орган Биро за судско вештачење имат поголеми компетенции од научните институти во кои се вработени и вршат научна дејност. И доктори, магистри на науки. Тука немате аргументи за објаснување.